Во канцеларијата на Народниот правообранител на денот на одржување на референдумот во периодот од 7 до 19 часот ќе функционира бесплатна телефонска линија 0800 54 321, на која граѓаните ќе можат да пријават каква било повреда на гласачкото право на слободно изразување на нивното мислење и став по однос на референдумското прашање. И канцеларијата на Хелсиншкиот комитет за човекови права ќе биде отворена во текот на целиот ден, со цел да им овозможи на граѓаните да пријават повреда на избирачкото право. Инаку рекорден број домашни и странски набљудувачи ќе бидат на избирачките места за да го следат процесот на изјаснување на граѓаните на Република Македонија за референдумското прашање. Официјалната бројка од Државната изборна комисија на акредитирани домашни набљудувачи е 11.907, на странски 493, а меѓународните организации акредитирале и 194 преведувачи. На референдумот, што ќе се одржи утре, граѓанинот запишан во избирачкиот список може само еднаш да се појави на избирачкото место за остварување на своето гласачко право. Право на глас има секое лице кое е запишано во изводот од избирачкиот список и поседува важечка лична карта или пасош. Гласањето се врши лично. По доаѓањето на избирачкото место на граѓанинот најнапред му се проверуваат документите за лична идентификација и тој се потпишува во изводот од избирачкиот список. Потоа член на избирачкиот одбор му издава гласачко ливче на кое на предната страна мора да му се стави печат. Освен важечка лична карта или пасош за гласање, не се прифаќаат документи како возачка дозвола, здравствена книшка, ученичка и студентска легитимација. Сите оделенија за управни работи на МВР ќе работат и денеска и утре. Барањата за издавање лична карта, оштетена, изгубена или украдена, ќе се одобруваат итно во сите регионални оделенија за управни работи при МВР, само доколку поднесителот не поседува биометриска патна исправа.